И покрај мерките и напорите на надлежните од Агенцијата за храна и ветеринарство, ширењето на африканската чума кај свињите во Кочанскиот регион не запира. Според наодот, што е добиен како позитивен од лабораториските испитувања, потврдено е дека кај една свиња во импровизирано одгледувалиште во Облешево има присуство на вирусот. Информацијата ја потврди и раководителот на секторот за здравствена заштита при Агенцијата за храна и ветеринарство Вања Кондратенко, според кого станува збор за семејно одгледувалиште, кај кое не се исполните безбедносните мерки за заштита од болеста. Екипи на Агенцијата за храна и ветеринарство остануваат на терен и прават попис на свињите во радиус од 3 километри од местото на жариштето. Свињите ќе мора да се уништат и да се закопаат во специјализирана јама. Оние свињи пак кај кои што ќе се констатира дека нема присуство на вирусот, ќе мора да бидат однесени во кланица. За само половина месец во регионот на Македонска Каменица, Кочани, Виници и Чешиново Облешево утврдени се вкупно 6 жаришта на африканската свинска чума. Од почетокот на заразата, заедно со делчевското село Драмче, во источниот регион констатирани се вкупно 7 жаришта на болеста. Агенцијата за храна и ветеринарство продолжува со мерките и активностите за спречување на ширењето на болеста африканска чума кај свињите во источниот регион на државата, односно во Кочанско и Виничко. Според важечките одредби, донесени уште на почетокот од оваа година, кога беше регистриран првиот случај на болеста во државата, забрането е одгледување свињи на отворен простор, а направен е и попис во одгледувалиштата и фармите, при што е извршена и нивна категоризација според примената на биосигурносните мерки. Опфатени биле 5608 фарми, при што 708 целосно ги спроведувале овие мерки и спаѓаат во категорија на фарми со низок ризик. Утврдено е дека најголем број фарми, односно 4219, се со среден ризик, каде се спроведуваат биосигурносни мерки, но не се на нивото што ќе обезбеди целосна заштита од заболувањето. 681 одгледувалишта од помал обем воопшто не ги спроведувало мерките. Според директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, токму овие мали одгледувалишта се соочуваат со опасноста свињите да бидат зафатени од африканска чума, а такви се и одгледувалиштата во Кочанско-Виничкиот регион. Големите фарми не се во овој регион кој што е сега зафатен, значи со поединечни случаеви, морам да нагласам, значи овие се поединечни случаеви, заради тоа се формира таа зона од радиус од 3 километри околу местото каде што е добиен позитивен резултат. На удар, како што реков, се малите одгледувачи кои не применуваат сигурносни мерки и за жал веќе како вектор не е само дивата свиња како преносител, веќе и човечкиот фактор, односно несовесните граѓани кои што не ги превземаат мерките биосигурносни, а едно тие биосигурносни мерки да се преслечат пред да влезат во објектот, да се истушираат, па да облечат соодветна опрема за работа во објектот, откако ќе се заврши работната активност, обратен процес. Стручните тимови на Агенцијата за храна и ветеринарство и понатаму се на терен во Виничко и Кочанско. Се прават епидемиолошки испитувања и се врши вонреден попис. Потврдено е дека причина за заболувањето на свињите во регионот е човечкиот фактор, односно неспроведувањето на заштитните мерки и незаконскиот транспорт на свињи од каменичкото село Моштица во селата во општина Кочани. Поради тоа, против едно лице се преземени законски мерки и ќе биде поднесена кривична пријава. Повозрасно лице од Кочани кое е управувало мопед починало како последица од сериозните телесни повреди што ги здобило по судир со моторно возило. Несреќата се случила на влезот во село Спанчево, пошто повредениот бил пренесен во болница, каде подоцна им подлегнал на повредите. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, на 11 август околу 18 часот и 55 минути во полициската станица во Кочани било пријавено дека на експресниот пат во изградба на делницата Кочани-Крупиште кај клучката за село Спанчево се случила сообраќајна несреќа. При тоа дошло до судир меѓу патничко моторно возило Поло
со кочански регистарски ознаки што го управувал 19-годишниот ДА од Спанчево и мопед Томос АПН-6 со кочански регистарски ознаки управуван од 71-годишниот СА од Кочани. По несреќата, возачот на мопедот бил пренесен во општата болница во Кочани, каде му била укажана етна лекарска помош. Поради сериозноста на повредите, лицето било препратено на лекување во клиничката болница во Штип, каде подоцна подлегнало на повредите и починало. На местото на несреќата бил направен и увид од страна на јавен обвинител, како и од стручна екипа од полициската станица во Кочани. Неповолните временски услови што се најавуваат за деновите од предстојниот викенд се причина за одложување на планираниот надпревар во летање со параглајдери, што требаше да се одржи на падините на Плачковица. Од параглајдинг клубот Источни крила од Виница, кој и годинава е организатор на надпреварот што се одржува во рамки на Македонската национална лига, информираат дека одложувањето е за 7 дена, односно за следниот викенд. Со оглед што трката со параглајдери се организира во соработка со Воздухопловната федерација на Македонија, оттаму е добиена согласност за нејзино одложување поради нестабилните временски услови. Минатогодишното позитивно искуство и успешната реализација на надпреварот, на кој учествуваат 20 клубови од државата, им овозможи на влюбениците на летањето со параглајдер од Виница повторно да бидат домакини на надпреварувањето. Слично како и лани и годинава за учество се пријавени скоро сите клубови од државата. Председателот на Виничкиот параглајдинг клуб Дарко Стојчев истакна дека главната цел за организирање на надпреварот е популаризација и омасовување на параглајдинг летањето. Источни крила е еден од ретките клубови во источниот регион на државата, а интересот за параглајдерство е солиден, особено меѓу помладите. На надпреварот што ќе се одржи идниот викенд, ќе се мери брзината на летање, односно поминување на зацртана патека. Стојчев информираше дека е во план надпреварот на Плачковица да прерасне во меѓународен, а за оваа година веќе се најавени учесници од Израел и Јапонија. Истовремено, упатен е и повик до фирмите од регионот да дадат свој придонес со донации и спонзорства за што подобра организација на трката. Почетокот на новото првенство во третата фудбалска лига е закажан за 4 септември. Таков договор постигнале представниците на третолигашките екипи со раководството на лигата на состанокот што во Штип го организирал Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани. На средбата присуствувале представници од 12 клубови од источниот и југоисточниот регион, во кои се опфатени екипите во третата лига Исток. Одлучено е котизацијата да изнесува 110.000 денари, од кои 60% ќе се уплатат пред почетокот на првенството. Останатите 40% ќе се платат пред почетокот на пролетниот дел од првенството. Во котизацијата се вклучени судиските и делегатските такси, плаќањето на жолтите и црвените картони, како и административните трошоци за водење на третата лига Исток. Покрај третолигашот Осогово од Кочани, во предстојното првенство од третата лига пријавено е учеството на екипите на Овче поле од Свети Николе, Малеш од Берово, Рудор од Пробиштип, Брегалница од Делчево, Чешиново од 2015, Карбинци, Победа од Валандово, Вардарски од Богданци, Тиверија Струмица, Василево и Хоризонт од Турново. За разлика од третолигашите, почетокот на првенството во единствената втора лига е одложено поради неплатени котизации на дел од екипите. Наместо за овој, одигрувањето на првото коло е одложено за наредниот викенд.